траги од првите супермасивни ѕвезди, до 10.000 пати помасивни од Сонцето. Новите откритија на Вселенскиот телескоп Джеймс Веб посочуваат дека можеби постојат ѕвезди до 10.000 пати поголеми од Сонцето. Ова е невообичаено, бидејќи досегашните модели сугерираат дека ѕвездите не можат да бидат помасивни од 120 сончеви маси. Девеш Нандал од Американскиот центар за астрофизика Харвард Смитсонијан га вели дека иако постоеле идеи за такви ѕвезди, никогаш немало вистинско наблюдување. Откритието во галаксијата GS-3073К. Тимот на Нандал открил екстремно високи нивоа на азот во многу далечната галаксија GS-3073. Овие нивоа не можеле да се објаснат со присуството на обични ѕвезди. Можен извор, научниците сметаат дека првобитните ѕвезди, познати како популација 3, би можеле да го објаснат овој феномен. Скептицизам и објаснување на црните дупки. Скептиците предупредуваат дека хемиските потписи во галаксијата не се совпаѓаат со теоријата, бидејќи популацијата 3 треба да се поврзе со речиси недопрена средина, додека GS-3073D е хемиски зрела галаксија. Роберто Мајолино од Универзитетот Кембридж предупредува дека не изгледа дека се вклопува во средина во која би очекувале да биде популацијата 3. Сепак, Џон Реган од Универзитетот Мејнут во Ирска вели, необичностите се очекуваат во раните галаксии. Важност, ако овие џиновски ѕвезди се реални, тие би можеле да го објаснат постоењето на супермасивните црни дупки. Реган додава дека доказите за нивното постоење се многу силни. Google по паниката на социјалните мрежи. Не е вистина дека тренираме вештачка интелигенција на вашите епоштик. Google одговори на виралните објави на социјалните медиуми во кои се тврди дека компанијата ја променила својата политика и ја користи содржината од вашето Gmail сандаче за обука на вештачка интелигенција, Ви. Според овие објави, корисниците можеле да се откажат од обуката само со оневозможување на опциите паметни функции G Smart Features. Google ги демантира обвинувањата. Портпаролката на компанијата, Джени Томпсон, изјави за Verge дека овие обвинувања се лажни. Не сме ги промениле ничии поставки, Gmail паметни функции постои со години и не ја користиме вашата Gmail содржина за обука на нашиот Gemini V модел. Како функционираат паметните функции? Google ги ажурираше своите поставки за персонализација на паметни функции во јануари, така што сега можете да ги исклучите одделно за Google Workspace и одделно за други производи на Google како Maps и Wallet. Кога се вклучени, паметните функции на Gmail прават работи како проверка на правопис, следење на нарачки, додавање летови во вашиот календар. Иако вклучувањето на опцијата под Workspace значи дека се согласувате да му дозволите на Google Workspace да ја користи вашата содржина за да го персонализира вашето искуство, според компанијата, ова не значи дека Google ја користи содржината на вашите епораки за обука на модели со вештачка интелигенција.